Во согласност со мисијата на движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина да го спречи и ублажи човековото страдање каде и да е, да го заштити животот и здравјето на населението, да обезбеди почит и достоинство за човековото битие, особено во време на вооружени конфликти, несреќи и катастрофи, да работи на превенција на болестите и унапредување на здравствената и социјалната добросостојба на луѓето, да поттикне доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост. Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка ја организираше вежбата Трново 2012. Акцијата, која е дел од редовните активности на општинските организации на Црвениот крст, конкретно на општинската организација од Крива Паланка за јакнење на капацитетите за подготвеност, дејствување и одговор при катастрофи, природни непогоди и катастрофи предизвикани од човечки фактор, од 20 до 24 август 2012 година во селото Трново, на локацијата кај Старото училиште, се спроведе вежбата Трново 2012. Со вежбата раководеше одделот за одговор при катастрофи на Црвениот крст на Република Македонија, а на истата зедоа учество представници од општинските организации на Црвениот крст од Крива Паланка, Куманово и на Црвен крст на град Скопје. Столе Мишев, представник од одделот за одговор при катастрофи на Црвениот крст на Република Македонија, говори за основните цели и активностите во рамки на акцијата. Како што е веќе познато, во месец мај општинскиот тим за одговор при катастрофи на општинската организација од Црвен крст Крива Паланка имаше теоретска обука околу од областа на катастрофи. Тоа е веќе на втор дел, практичен дел на сето тоа научено од тој семинар. Вежбата Трново 2012, како што ќе биде со сценарио шумски пожар. Значи ќе вршиме евакуација на населението, шумскиот пожар се расширува, не може да се контролира, почнува да ги зафаќа со живеалиштата. Ќе се врши евакуација на околу 100 фамилии, кои што ќе бидат во ова прифатилишта за околу 1 месец период, значи доволен период каде што би се санирале штетите доколку се големи или помали, се зависи. Значи во моментов е опасност дека се шири и превентивно се прави таа евакуација за да нема посериозни последици. И е секако не е некое трајно решение. Оваа вежба исто така ќе ни биде од голема помош, како што беше познато изминатото зимо со снежниот бран. Имавме на моменти многу недоволни податоци околу тоа колку точно население живее во овој регион, во колку села, колку семејства има, дали тие мигрираат, дали живеат во селата и слично, и на моменти наидувавме со реални проблеми, така да сега оваа проценка што ќе ја правиме, ќе ни служи како апдейт на таа наша дата база што имаме за во иднина да ги имаме точните бројки со цел на времено и поефикасно действување доколку нешто не дај Боже се случи. Господинот Јане Денковски, председател на Комисијата за формирање на тимот за одговор при катастрофи при Општинската организација на Црвениот крст на Крива Паланка и раководител на вежбата Трново 2012, напомена дека идејата за формирање на тимот во Општинската организација е од поодамна, можеби и неколку децениска, но изминатите години се формирани услови и веќе се реализира и материјализира. Тој ја истакна основната цел на формирање ваков тим. Со доаѓањето на Меѓународната федерација на Црвен крст и комитетот во Македонија, со самостојувањето на Македонскиот Црвен крст, ние веќе почнавме да размислуваме на кој начин ова да го направиме. Идејата се роди поодамна, меѓутоа дури сега успеавме да формираме еден тим кој што понатаму ќе значи основа за действување на Општинската организација на Црвен крст како подготвеност и делување при катастрофи. Основната цел е да ги ублажи страдањата, да ги спречи и ублажи страдањата на човекот од секако вид катастрофи. Дали се тоа катастрофи природни или пак катастрофи кои се предизвикани од човекот. Тимот во Општинската организација на Црвен крст е формиран, веќе има околу 16 члена од најразлични профили на луѓе. Мене ми е драго што се тоа сите волонтери. Сите 16 члена се волонтери кои што со задоволство ги прифаќаат сите предизвици, со задоволство се одзиваат на задачите во Црвен крст, оставајќи дел од своите домашни активности, некои се уште работат, некои се пензионери, некои се ученици, сите тие со задоволство ги оставаат своите приоритети домашни за да се вклучат во активности на Црвениот крст. Регионалната теренска вежба Трново 2012 опфати симулирање на целокупниот потребен процес за подигнување на камп, прифаќање и изгрижување на лица погодени од природна катастрофа пожар.
На вежбата покрај 16 волонтери од Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка, кои го сочинуваат тимот за подготвеност и одговор при катастрофи, и младите волонтери од Куманово и Скопје активно работеа на терен, соочувајќи се со сите неопходни предизвици и совладувајќи ги потребните техники за навремено действување во вакви ситуации. Покрај практичниот дел, членовите на тимот проследија и предавање за комуникација при вакви околности, кое го одржа Али Самит од одделот за одговор при катастрофи, кој напомена дека тимовите секогаш мораат да соработуваат со медиумите за давање на времени, точни и прецизни информации кои ќе овозможат доследно презентирање на ситуацијата во јавноста. Кратка и концизна информација, порака до јавноста, транспарентност во работата. Нема да лажеме. Таа е составено што има. Вториот ден од вежбата е действување на терен и спроведување на сите симулирани ситуации при природна непогода пожар, а на истата присуствуваа и представници од територијалната противпожарна единица од Крива Паланка, од општината, Центарот за управување со кризи и други, како и генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Саид Саити. Третиот ден опфаќа сумирање на резултатите. Златен канал медиумски ја следи вежбата Трново 2012 со оглед на континуираната соработка и поддршка на Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка, а интегралниот материјал и целокупната вежба со впечатоците и искуствата на сите учесници ќе ја проследите наскоро на програмата на Златен канал.